Здраво, јас сум Виктор Дано, уредник на it.com.mk. Ние сме на All Web со Никола Спасов, основар на агенцијата Рейтинг, кој ќе ни зборува за неговото истражување на Facebook. Твоето истражување покажа дека македонските брендови на Facebook не се баш нешто оригинални. Дали може да ни кажеш како дојде до тоа откритие? Па истражувањето беше направено врз база на анализа на еден голем број на постови, 3600 постови пласирани од 45 компании во периодот од 3 месеци, од април до јуни оваа година. Целта на истражувањето беше да видиме каков тип на содржина пласираат и колку таа содржина што ја пласираат самите медиуми има предиспозиција, да речеме, или ги исполнува условите за да стане вирално. Виралноста сепак има некои предуслови, тоа пред се биде оригинална содржина, да биде содржина која дава можност да се вклучат самите фанови во нејзе, дава можност да биде споделена и така натаму. Што значи дека анализата покажа дека нашите компании многу малку инвестираат пред се во оригинална содржина и социјалните медиуми ги користат како уште еден канал за пласирање на содржина која претходно е превземена од традиционалните медиуми, односно билбордите, телевизиите и така натаму. Да речеме, анализата покажа дека само 3% од целата содржина која тие пласираат се видеа, додека 8 од 10 видеа во светски рамки кои што се вирални, 8 од 10 се видеа од сите најдобри вирални кампањи. Оттаму дополнително целата сама содржина многу малку е оригинална и многу малку реално ги исполнува условите за виралност. Многу за емоции, за позитивни и негативни емоции, но во суштина зборуваше дека емоциите се многу клучно важни за една кампања да биде вирална. Светските анализи и истражувања покажува дека емоциите се основниот драйвер на виралноста. Поготово кога зборуваме за емоциите на виралните кампањи, тие треба да се уште посилни од оние емоции кои што ги гледаме во традиционалните медиуми, како фановите и луѓето на интернет би ја споделувале таа информација, односно таа содржина. Оттаму правевме една детална анализа на емоциите кои што се присутни во содржините кои ги пласираат нашите компании и интензитетот кој тие го имаат. Се покажа дека освен што има многу мал процент на содржина реално содржи емоции и тие што се присутни реално се со многу низок интензитет. Оттаму освен што не се инвестира во продукција на содржина и она содржина која што се пласира самата по себе повеќе во функција на продажба, промоција, корисничка поддршка, некој тип на информација отколку самата по себе да стане некаков вид на кампања. Хвала. Тоа се враќаме на All Web.